Еве гледаме ние со туристите кои идат да јават коњи, кога ќе дојдат овде убачило, веднаш влагат у мандрата, му гледат сирења како се праe, ги гледат овците како се молзат, му извадиме кисело млеко, производи од овде. И свите се радуваат и влечат уште други туристи, и вака се развива. Немаше услови за живот овде. Еве сега ние сме инвестирали овде, не кој знае што, ама ова даски, ова коштат. Ако утре ден ако не ми продолжат договорот, пошто е на едногодишно, ќе дојде еден друг, а кај е тоа мојата мака што сме се машиле со години да го средаш ова, ни доаѓа да ги репарират патиштата, сам ги одржуваме, ни па бачилата, а бачилата се од пасишта, не се наши. Ама мора ние да се вклучиме, пошто не седат луѓето. Треба по-добри услови па да ги држаш малце. На државно ниво се вика дека има 600.000 овце, али за жал не е таа бројка, можда највише да има 150.000, ајде 200.000 дека има, можда не е и таа бројка, уште иде на надоле. За неколку години ќе нема да гледате жива овца. Има многу случаи што дошол некој од притисокот паднал, нема мрежа да доаѓа джип да го зема или прва помош. И за работниците е многу проблем, пошто имав еден случај пред една недела, замина еден работник заради тоа што нема интернет. Пошто сите сега сака да си имат интернет и да си гледат. Посакувам да се слуши да бидеме покривани со документи. Кога ќе аплицираш на ИПАД програма, веднаш се фаќат од тоа дека не можеш зашто имаш договор со пасиште за 1 година. Треба над 10 години. Зошто да не произведувам ја повише сирење и почисто да ми биде и поубаво да ми биде, поинтересно? Нема, сам не можеш да го направиш тоа. Сакавме на еден начин да им се помогне во дел околу опремување, бидејќи знаеме дека тие се соочуваат со проблеми како што се немање електрична енергија, немање доволна опрема, па и проблеми како што се недостиг на млади што понатаму би се занимавале со оваа струка. Шара без овие, без луѓето што се занимава со сточарство, со билки, со туризам, нема да биде тоа како што е. Мислиме дека Шара ќе биде вака атрактивна дестинација за луѓето да дојдат да ја посетат, а со самото нивно доаѓање знаеме дека ќе се ангажираат луѓе дали за транспорт, дали за водичи низ Шара, дали за производство на некоја храна и акомодација. Сето тоа е финансиски бенефит за регионот и луѓето што живеат. Сам никој ништо не може да направи. За тоа е реално, треба и сме сите заедно, пошто у планина со тие комшиите ќе си го делеш и лошото и јарното.